Важно е да се подигне свеста за дигиталната инклузија, затоа што лицата со попреченост во мобилноста, лицата со оштетен вид, со оштетен слух, секојдневно се соочуваат со сериозен проблем. Законот за дигитална пристапност, кој треба да стапи на сила на 1 јули 2026 година и неговата примена се во насока на олеснување на овие проблеми, вели професор Граматиков. Слепите лица, например, не го гледаат вебсајтот како ние што го гледаме. Значи, за нас има никакви елементи, меѓутоа тие користат асистивни технологии, меѓутоа за тие асистивни технологии да функционираат треба да се стават податоци. Ако има слика, мора да има некој текст што не е видлив за нас, обично не користи се, меѓутоа во позадина да го има тој самата веб страница се става во посебно делче каде што има опис на сликата, се вика alternating text. И ако нема alternating text, слепиот корисник не може тоа да го прочита. Во рамки на проектот со свои идејни решенија за веб пристапност се представија Филип Најдовски, Петар Христовски, студенти на Финки кои работат на асистивна технологија за луѓе со попреченост. Многу тие страници не се пристапни во самата структура. Сега малце потехничко, да кажем HTML структурата на самата веб страница има одредена семантика, одредена структура како треба биде создадена за тој читач на екран да може да навигира на незе. Лицата со попреченост имаат потреба од асистивни технологии да учествуваат, за да може да учествуваат во дигиталниот свет. И ние сме на некој начин тој мост кој што ги спојува дигиталните асистивни технологии со веб страниците. И потребно е се повеќе и повеќе да се вложува во вакви софтвери и инфраструктури за тие да може да учествуваат нормално како и сите нас во овој свет. Според Маша Маловрх, која е експерт за дигитална пристапност од Словенија, диалогот помеѓу јавните институции и академската заедница, меѓународните партнери и лицата со попреченост е исклучително важен за значењето на дигиталната пристапност и развојот на инклузивни дигитални услуги.